Почитувани слушатели на СИ Радио и гледачи нашиот видео канал, добре дојдовте во првата емисија на Inclusive Voices, како дел од проектот кој што го имаме заедно со организацијата Арно од Скопје преку РАјС програмата и Рајко, и да благодаруваме за нивната поддршка и соработка во целиот овој процес, кој што да донесе еден проект кој што не е само една емисија, туку е нешто интересно, нешто ново што досега не сме го имале. Зошто? Затоа што прв пат имаме емисии кои што ги имате вие можност да делите, да јавувате, да поставувате прашања и да ги укажувате вашето мислење за одредени теми. Тоа го имаме како прв пат во една емисија. Исто така, освен тоа што ќе има аудио, исто така ќе има видео верзија, а вториот уште положен аспект според мене е тоа што конечно ние кој СИ Радио, кој што е дел од Националниот сојуз на слепи, ќе може да биде на некој начин искористено за комерцијални цели, а тоа е ќе можеме конечно да дозволиме да се рекламираат кај нас општествено одговорни компании и средствата од истите реклами ќе бидат искористени како донација за Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и за сите други и за неговите потреби како и за потребите на лицата со визуална преченост. Така да ве поканувам сите и во дел на овој процес, ние во текот на сите емисии ќе покануваме, ќе најдеме начини како да стигнеме до вас, компаниите кои што сакате да се рекламирате на нашиот медиум. Така да имаме интересни гости и неколку интересни теми, а денеска првата најавна епизода ќе ја посветиме на технологијата што гледа наместо нас и ќе зборуваме за едно од најфасцинантните нешта на модерното време, тоа е технологија. Но не за технологијата како тренд или техничка работа што ја користиме секој ден, туку за технологијата како очи, како начин за поглед према светот на луѓето. Како средство ќе му возможува на луѓето што не гледаат да го доживеат светот на поинаков начин. Ве поканувам да останете со нас, затоа што денес ќе зборуваме за иновации, за апликации, за достојност, за човечност и за едината што ја оставам заедно. Кога ќе кажеме технологија, многу луѓе мислат на телефони, компјутери, роботи, апликации, но денес ќе зборуваме за технологијата од друга перспектива, како таа гледа наместо оние што не може да видат. Како таа може да биде продолжена рака, продолжено око и можност за тој што ја користи. За лицата со визуална преченост, да соопштите, технологијата не е само алатка, туку е секојдневен сојузник и тил партнер кој стои покрај нив во сите мали и големи предизвици од нивниот живот. Јас секогаш велам од нашиот живот, затоа што се чувствувам како дел од таа заедница и замислете да можете да прочитате книга, што никогаш не е отпечатена на брајаво писмо, да можете да сканирате документ и телефонот да ви прочита тоа гласно. Да стоите на улица и телефонот да ви каже кај се наоѓа, кој автобус пристигнува или какви продукти се пред вас на полица во супермаркет. Ова до скоро беше повеќето научна фантастика, но сега тоа е реалност на денешницата. Во последните години технологијата носи револуција за слепите и за слабовидните лица и нивните животи. Тоа можеме ние да го поделиме на три главни категории. Првата би била говорни апликации, кои што е се повеќе користена и кај нас, втората би била паметните уреди и третата дигиталните асистенти. Секој од овие нешта има мисија да го направи животот попристапен, побезбеден и поавтономен. Да би започнале одговорните апликации, би рекла дека тие се, како што кажем, до пред 10-20 години чудо. Преку вештачката интелигенција и камерата на телефонот може да се препознае текст, лица, објекти и да се препознаат дури и емоции. Апликациите како Zing AI, Be My Eyes, VoiceOver, TalkBack, тие денес се составен дел од животот на голем број слепи лица ширум свет. Например, некој може да ја открие апликацијата и само со насочување на телефонот кон документ, тој автоматски да биде прочитан.
во истиот момент, без чекање, без зависење од друг. Така да технологијата го претвора впечатлениот збор во глас. И ако сакате да речеме да препознаете боја на облека, апликацијата ќе ви каже. Сакате да знаете што има на фотографија, така ќе ви опише. Некои од нив дури опишуваат лица, дали личноста пред вас се смее, дали е машко или женско, младо или старо. Ако сакате да препознаете боја на облека, апликацијата ќе ви каже. Ако сакате да знаете што има на фотографија, таа ќе ви ја опише. Некои од нив дури опишуваат лица, дали личноста пред вас се смее, дали е машко, дали е женско, дали е младо, старо. Се тоа е можност и за поголема самостојност и достоинство на лицето со визуално сведоштво. За паметните уреди кога ви зборувале, ви рекле, ви спомнале пред се паметни часовници, паметни стапови, уреди со звучна навигација. Некои стапови имаат ултразвучни сензори и тоа предвидува кога би имало пречка, дури на ниво на глава, нешто што класичните стапови не го прават. Новиот бранд уреди користи вибрации, сигнали, повратна информација за да ви помогне во ориентацијата, движењето и безбедноста. Постојат да речеме паметни очила, што со помош на камера и вештачка интелигенција преведуваат што гледат. Тие велат пред тебе има стол, на улицата доаѓа автомобил. Таму пишува промоција. Ова е производ, млекото, хлебот што го важи. Овие уреди создаваат простор за независност, например да одиш сам до продавница, да се видиш, да играат без постојано да прашуваш и да можеш сам да го даваш едно представ дека ти се изгубиш или те се поврати. Од аспект на дигиталните асистенти мислиме на Siri, Alexa, Google Assistant, кој е погодност и за секој човек, нели, можеме да му кажеме да пушти музика, да ни каже времето како ќе. За слепите лица тие се многу повеќе од една обична погодност. Тие се гласовен интерфејс со свет. Со нив може да се бараат информации, да се дират пораки, да се повика такси, да се направи список за купување, светло, врата да се отвори, аларм, буквално се, на интернет да се оди да се слуша аудиокнига, рецепти за готвење, многу работи, навигација да ве однесе некаде. Тоа се прави без екрани, без допир, само со глас и е многу повеќе на обичен гласовен интерфејс за лица со визуелна попреченост. Сите овие алатки се корисни, но многу е важно да се знае дека технологијата не е само алатка, туку е мост го поврзува светот на оние што може да видат, светот на оние што не може. Со една апликација некој кој е слеп може да прочита етикета, да дознае рок на траење, да избере лек. Со еден паметен уред може да се стигне сам некаде, наместо да се чека некој да ве однесе, нели? Со дигитален асистент може да комуницира со светот и со сите други. Така да не е само корис, туку е само доверба, чувство дека се припаѓа на припаѓање, дека се има целосно право да се доживее светот според вашите собствени правила. Но сите треба да бидеме дел од ова, односно да ја направиме оваа дигитална револуција навистина инклузивна. Потребни сме сите, програмерите што би размислувале за пристапните апликации, компаниите што ги прават апликациите да бидат употребливи со screen reader, институциите што ќе го поддржат пристапот до технологијата и нели граѓаните да знаат, бидат обучени како да помогнат правилно. Живееме во времето кога инклузијата не е луксус, туку е обврска, и кога едно мало решение може да промени целата реалност на некој, во овој случај на лица со визуелна попреченост. Замислете слепи лица што живеат сами, утро е, телефонот преку говорен асистент му кажува: добро утро, температурата е 12 степени, твојата прва активност денес е состанок од 10 часот. Тој си става вода за кафе, на тастерот да речеме нема ознаки на термометар ако има паметен, ќе прочита водата сега е на толку и толку степени.
кој користи апликацијата која што спомнавме претходно. Ќе се додека се облекува, ќе му каже, пуловерот е црн, панталоните се сини, нема дамки. Идете надвор, метните очила ќе го предупредат. Пред тебе има скали, на автобусот на постојката, апликацијата ќе му каже, предстои на автобус 50, да речем. Се тоа порано беше невозможно и без асистент или член на семејството. Денес е можно и ова е слободата, ова е моќта на технологијата, слободата што таа ја носи. Не треба да се заборавиш така дека таа е добра, толку што е добар човек што ја користи. Треба да се користи одговорно и да ги поддржим, да ги поддржуваме со неа оние што немаат пристап до неа, да охрабруваме инклузија преку ова. Да креираме решенија поред потребите на слепите лица, затоа што и е најдобро знаат што на нив им треба. Инклузијата не е само да се додаде нешто, туку е додавање на светлост, којато секој е добредојден од самиот. Иднината на технологијата е утре посветна, се развиваат решенија со дополнителна реалност, со јазична анализа, со напредни сензори. Во иднина ќе имаме и системи кои можат да опишуваат цели сцени, да носат одлуки, да предвидат опасност, па дури и да помогнат во питање емоции во разговори. Секој ден има нешто ново, што може да го подобри животот на некого. И јас сметам дека самото наше радио може да биде добар пример за користењето на технологијата и за ретнување на живот на луѓето што ја користат. ЕСИ радио својата програма 24/7 е посветена на лицата со визуелна попреченост, односно таа интегрален дел од Сојузот на слепи на Македонија. Од аудио книги до борд којто е посветен, односно игра на лица со визуелна попреченост, шах, голбол, и се други спортови кои што се играат. До новости, до сите активности на Сојузот на слепи, до погодности, до нови закони, нови потребни решенија, буквално се што е корисно за лицата со визуелна попреченост, ние 24/7 имаме програмата, а луѓето што го слушаат радиото имаат пристап до него на Android апликација, која не е технологија, имаат веб страна што му ја гледа, YouTube канал, Facebook канал, така да, мислам дека нашето радио е добар пример тоа како технологијата може да биде корисна за лицата. Има и многу други, например, имам добар пријател кој што работи од дома. Тој е социјално слеп од својата 20 година. Вели дека технологијата му го вратила достоинството. Зошто? Затоа што тој компјутерот му зборува. Го слуша текстот, ги слуша поштите, работи како сите други. Не мора да чека некој да му го прочита документ. Ми рече, има кажа дека кога му било најтешко животот, технологијата му го вратила прозорецот назад преку баш ова што му е донело да биде на тоа работно место што го има. За него софтверот за читање екран не е само работа, туку е враќање во светот на работата, заработката преку тоа и продуктивност и чувство дека се уште може да се придонесе. Од предизвиците кои ги издвоиле е пред цела Македонија, нели, мора да спомнеме дека не е равномерно достапна и постојат неколку од нив. Например, нема секој финансиска можност да купи паметен уред, паметните очила, тапови и се тапи, државата ретко ги покрива. Многу веб страници и институционални портали не се достапни со клиенрите. Тоа значи дека документацијата од државни институции е тешко достапна. Има недостатна едукација, многу слепи лица не знаат дека може да користат паметен телефон. Договорен со лице порталите. Некои дури мислат дека тоа е недостапно. И во јавните институции исто така, во болниците, општините, библиотеките речиси да нема системска поддршка за слепите лица. И ова е реален проблем, но токму затоа ние сме тука да информираме, едуцираме и отвориме разговор во општеството. Така да, ова беше првата епизода на Inclusive Voices. Јас сум Методи Атанасов. Денес откривме нешто многу важно, дека технологијата не е само напредок, туку е рамка што може да ја отвори вратата за илјадници луѓе
И за слепите лица не е тренд технологијата, туку е начин за да се живее достоинствено, да се движи слободно, да се чита, работи, комуницира и да се има сониште. Ова не е крајот, туку е само почеток на разговорот за дигитална инклузија. Да во сите наши епизоди ќе пробуваме да носиме информации, да апдейтираме, да се изразам технолошките сите вакви новости што ги има и ќе си имаме ние улога, програмери, институции, компании, граѓани, затоа ќе предложиме да зборуваме, да прашуваме и да бараме подобри решенија. Вие до следната епизода бидете гласни, инклузивни и бидете дел од светот што гледа со срцето, а не само со очите.